Добар ден и од мене, добре дојдовте во новото издание на Магазин. Денеска ја пречекувам Цветанка Бурзевска, која што е психолог и гешталт арт психотерапевт, со која што зборуваме за преболувањето на трагичните настани, фазите на прифаќањето, како помагаат гешталт и арт терапиите во овие процеси, во овие тешки ситуации и моменти, за сите оние информации кои што не преплавуваат на социјалните мрежи, како да се справиме со нив, дали да се ограничиме од некои дезинформации, за сето ова во продолжение, па затоа останете со нас да слушнете на кои се теми ќе разговараме. Добро ви утро и добре дојдовте. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро утро, Елена. Ви благодарам што ме поканивте. Навистина ми е драго и чест што сум гостин во вашата емисија денес. Драго ми и мене, па еве пред се би ве прашала на почетокот кои се оние фази на прифаќање, односно на преболување, дали се тука неверувањето, негирањето, шокот, тагата? Да, траумата обично поминува низ 4 фази. Кога се соочуваме со некој трагичен настан, поминуваме низ 4 фази, каде што првата ни е фазата на аларм, гледаме дека нешто се случува, обкружени сме. Втората е фазата на негирање, каде што влегуваме во негација, не е, зошто, се прашуваме. Третата е онаа фаза каде што доаѓаат мислите, наметлива фаза, каде што зошто така се случува и така натаму, и веќе четвртата фаза е она која што се соочуваме со прифаќањето. Убаво е, нели, да ги поминеме сите 3 фази. Се надевам дека полека одиме кон четвртата фаза на прифаќање, бидејќи оние трите веќе се уште ни траат, шокот и неверувањето и сето она што се случува, и можно е да останеме подолго време, меѓутоа доколку останеме во првите 3 фази, не поминеме во четвртата, веќе после некое време доаѓа до PTSD, односно постстресно травматско нарушување, каде што веќе имаме посериозни последици и важно е да се третира. И многу потешко оттаму да се излезе, ако дојде до тоа посттравматско нарушување. Да, се излегува, меѓутоа сепак процедурата е друга, значи се вклучуваме, не се само психолозите тука се психијатрите, медикаментите, останатиот третман, така да малку влегуваме во останати состојби, значи се јавуваат и депресивната фаза, и анксиозноста, така да имаме повеќе работа. Така, вие како ете гешталт и арт психотерапевт, како мислите дека помагаат овие терапии, овие техники на луѓето кои што загубиле некој? Гешталтот е техника која што, односно психотерапија, која што се занимава со сегашноста. Помага во травматски, при преживување травматски настан, со тоа што велиме ајде заземјуваме, се враќаме сега, се фокусираме на сегашноста, дозволуваме сите тие емоции кои што ги чувствуваме, најчесто тагата, која што нели напред, да ја поминеме, да ја пребродиме и даваме простор за да излезе. Артот, односно уметноста е тука за да даде канал за сите тие, и таа е форма на психотерапија, меѓутоа ги користи уметничките медиуми како помагало за да можеме да isпроцесираме сите тие емоции кои што ќе се појават. Затоа што може да се појави лутина, на почетокот е обично лутината, бесот, поради што се случува, како се случува, гневни сме, лути сме, извинете, понатаму продолжува, може да проложи со вина од после, значи доаѓа, па поготово ако непосредно, значи ние сме иницирале нешто за да отидеме пример некаде, може да се појавите како. Тоа е многу голема одговорност, многу голема не можам да кажам проблем, меѓутоа навистина е тешко да се соочиш, потешко е да се соочиш со вината отколку со лутината, верувајте ми. Сепак, овие две техники во комбинација даваат простор за да можеме да ги искусиме, да ги прифатиме. Да, во ред лута сум, во такви ситуации најдобро да кажеме, во ред лута сум, гневна сум, бесна сум, поради тоа и тоа. Си дозволувам да бидам лута и гневна. Си дозволувам да бидам исплашена, затоа што не знам како понатаму и што можам да направам во лутина, понекогаш таа лутина убаво знаеме да исконтролираме, па некојаш знае да не излезе надвор од контрола, меѓутоа во тој момент важно е да сме свесни дека
имаме контрола, да се вратиме сега, чекай што правам, како се чувствувам, како дишам пред се, ајде полека. И едноставно на тој начин ни се смируваме и помагаме да се спроцесираат. Сега, преку уметноста добро е што сите тие фази кои што ги поминуваме, ги цртаме. Значи, ние ги зборуваме што се случува, зборуваме тагата, раскажуваме травматскиот настан. Меѓутоа, убаво е кога ќе го нацрташ и кога ќе ги видиш на друга страна како сето тоа изгледа. Какви цртежи обично гледате во вакви моменти, во вакви ситуации? Какви бои или нема бои? Сето тоа е потемно. Тоа е индивидуално. Значи нема во уметноста, односно во арт-терапијата нема толкување, тоа е неосудувачка средина, значи се е прифатливо. Боите не значат ништо за терапевтот, меѓутоа значат за тој што ги работи. Има еден протокол кој што го спроведуваме тука во Македонија, и Македонија е една од 6 земји во Европа кои што обучува за тој протокол, третман на траума преку арт-терапија. Обучувачите се од страна, протоколот е на професор доктор Пауло Луцато од Италија. До сега 4 генерации, значи имаат испаднато од тука, кои што се обучени да работат со арт-терапија како тој протокол. Си има фази, каде што ги поминуваме сите тие фази на траумата, меѓутоа и фазите на прифаќањето. Односно, се соочуваме со тоа како се чувствуваме, дозволуваме, не осудуваме и полека влегуваме во интеграција, односно во секојдневниот живот. И убаво е кога клиентот, кога пациентот ќе го види целиот негов раст преку тоа. Значи ја поминува траумата, гледа како се развива, доаѓаме до свесност што сме поминале како и на крајта доаѓаме до освестување, односно интеграција за понатаму. Така е, читав и кај гешталт терапиите дека има техники на двонасочна комуникација, дека тука пациентот зборува со некој друг и му искажува емоции, му кажува нешто што можеби не можел да го каже. Колку тоа помага во вакви ситуации, кога со некој комуницираме во самата терапија? Многу. Затоа што навистина во такви моменти потребно не е некој да не ислуша. Не од типот да не сожалува, леле, што ти се тебе случило, или да кажеш, леле, и мене ми се истото случи, па те разбирам, јасно ми е ништо поминуваш, не може да не биде јасно, секој поминува различно и секој различно го доживува тоа. И да ти е јасно, твое да прифатиш и да кажеш во рете, те слушам, тука сум за тебе, искажи се. Значи во гешталтот ги слушаме, не само гешталтот, и другите терапии. Значи слушаме, го оставаме пациентот да се искаже до крај, не прашуваме многу, затоа што тој самиот има потреба и моментот кога тој ќе сака да си даде тишина, оставаме таа тишина да си земе време онолку колку што му е потребно. Така, мислам дека времето е пресудно во овие ситуации, да не се форсираме, да не се брзаме да одиме напред, туку да си дадеме време? Да, бидејќи доколку брзаме да отидеме напред, тука може да настане едноставно ги туркаме тие незавршени работи, незавршени емоции под тепих, народски кажано. Да. Значи, јас не сум си дозволила да обработам одредени емоции, тие емоции ги потискам во себе, затоа што морам да бидам силна, јака, било поминало, ништо страшно, и како страшно. Меѓутоа, доколку не ги оставиме да поминат, замислете се, еве, како што баш вчера на еден клиент викам, замисли си дека си како река. Приимаш такви, ги чувствуваш, дозволуваш да ги почувствуваш, едноставно после ги пушташ. Не можеш да ги пуштиш без да ги почувствуваш. Ако го скопнеш чувствувањето и ги пуштиш директно, остануваат тука заробени, за потоа се јавуваат и панични, анксиозни напади, депресија и така натаму, затоа што најчесто кога ќе прашам каде чувствувате паниката, каде ја чувствувате или анксиозноста, ќе кажат тука или тука. Тоа е тоа затоа што не сме оставиле да протечат. Сме ги турнеле на страна. Не е моментот сега да бидеш тажен, не е моментот сега да бидеш луд, не е моментот за ништо, меѓутоа тој момент излегува најмалку кога се надеваш. Тогаш кога ти е добро, ќе знае да излезе. И тогаш ќе се прашуваш од каде ова, јас ништо не ми беше, од нигде никаде ми се случи. Да. И не само на психичко ниво, туку и на физичко може да излезе. Значи баш онака да пријавиме. Убаво е во вакви моменти да истагуваме. Битно е присуството на блиските, да сме повеќе со нив,
колку е важно да сме со луѓе, да не се изолираме, да не сме сами, да не тагуваме сами. Многу е важно во ваков период да имаме луѓе околу нас, не само на психичко, туку и на физичко ниво, типот на практична помош. Да седне некој до тебе, да ти сготви ручек или оброк да ти купи, или да ти помогне со домашните уврски, не цел ден, сепак треба приватност и на тој, меѓутоа да ти понуди помош, дали нешто друго ти е потребно, кафе да направи, да се напиеме, да ти сварам и така натаму, затоа што тие блискоста на човек со човек навистина помага. Не може да избрише болката во никој случај, ни патагата да ја намали, ама сосема друго кога ќе сподели со друго човечко суштество. Затоа што имаме, секој реагира различно. Пример, некои луѓе сакаат веднаш да споделат и да кажат се што имаат. Други луѓе едноставно ќе се чуваат за себе и ќе пробат сами да решат. Трети ќе пробат така преку уметност, некако преку било што, одење на театар, слушање. Четврти ќе пробаат да гледаат смешни видеа за да го тоа покриете, да кажам, на еден начин, да го свртат вниманието, фокусот да го свртат. Други навистина ќе имаат потреба постепено да зборуваат, нема да кажат се одеднаш. Или пак на почетокот ќе бидат молчеливи, ама бараат присуство, а нема да ти кажат ми е потребно присуство. Тој кажат не, се е окей. И во такви случаи не мора ни да прашуваме доколку почувствуваш дека навистина човекот има потреба. Ако си навистина близо, ќе почувствуваш. Да. Речеш, окей, тука сум јас за секој случај. Значи, ќе бидам до надвор, ќе направам кафе, ама тука сум. Многу е важно во такви моменти навистина да имаме некој за себе, каде што нема да се чувствуваме осамени и едноставно друштвото помага за да пребродиме преку тие така, особено што ова е нека колективна травма, колективна тага и сите се чувствуваат сега блиски и емпатијата е се повеќе разбудена, може да се каже, на некое високо ниво. Гледаме дека постои емпатија во овие моменти, односно сочувствување со маќите на другите. А како пак да им се помогне на преживеаните од таа кобна ноќ, од дискотеката, кои што ги паметат сите оние работи што им се случили, или патат по другари, по другарки, по блиски луѓе, роднини кои што ги загубиле таа ноќ и треба понатаму да се носат со тоа во животот? Навистина е важно психолошката поддршка доста тука. Значи, навремената работа, процесирањето на сите тие работи, исто, оставање на простор. Важно е, па ќе кажам, како и за блиските, така и за нив најмногу да им дадеме простор да се исплачат. Иако на почетокот плачењето може да е сосема као невообичаена појава, пошто има луѓе кои што не можат да плачат во тој момент, едноставно не се свесни дека нешто се свесни се, меѓутоа нешто не ми дава да плачам, затоа што се уште сум во фазата каде што не прифаќам дека нешто такво се случило. Свесна сум дека се случило, се ми е јасно дека не се повеќе тука, јасно ми е како ми доаѓаат, значи, флешбекови од сето тоа што било. Едноставно се борам со тоа, кошмар имам навечер од сето тоа што се случило, не можам убаво да спијам и така натаму, меѓутоа ќе се отворат, ама е потребно време. Додека пак други луѓе имаш кои што постојано сакаат да зборат за тоа. Значи, постојано кој да начека до него близок, не близок на улица, сака да збори за тоа. Во тој момент ќе ги оставиме да се искажат и едноставно да, во ред. Тука сум за тебе, значи слободно искажи се, а не, пошто знаеме понекогаш и нас да не фати страф или што слушаме, ај доста веќе го збореше тоа, ај како тука. Во таков момент само додаваме уште поголема тежина на тој што пробува да се искаже. Значи не се жали, не за сожалување, не сакаат никој да биде сожален од сето тоа што се случило, меѓутоа навистина им е потребно да бидат ислушани. Имаат потреба. Да, баш спомнавте некои работи кои што не се соодветни да се кажат на тие луѓе. Има ли уште нешто што не е добро да им се каже? Што можеби не сакајки луѓето едните на другите им го кажуваат, а тоа не сакаат да го слушнат тие семејства или блиските луѓе. Например, дека се ќе биде во ред или ајде не мисли на тоа или не зборува веќе за тоа, работи кои што не можат тие да ги слушаат во тој момент и не сакаат да продолжат понатаму во тој момент. Точно така, како например, ајде времето лечи се, ајде сега е на подобро место. Значи, во никој случај таквите изјави не помагаат.
затоа што болката е присутна. Например, не можеш да кажеш на семејство кое што изгубило детето времето ќе лечи се или сега е на подобро место. Никако не. Од нешто што е предизвикано од човечки фактор, нешто што се случило одеднаш, нешто што не е. Додека ајде да кажем за болест подолго време, можеби полесно прифаќањето е самото прифаќање поминува низ таа фаза на болеста како поминуваат и семејството и човекот. Меѓутоа, од друга страна во вакво ненадено време да му кажеш дека ајде горе со ангелите или не знам такво нешто, значи во никој случај ни пак ајде сега мисли само на добрите моменти, не мисли ништо. Премногу е рано за да кажеш да мисли на добрите моменти. Има време и се присетува. Меѓутоа во овој момент такво нешто уште повеќе може да ја разниша стабилноста, психичката стабилност и физичката на другата страна. Без разлика дали се работи за семејството или се работи за преживеан кој што изгубил пријател, другар, роднина и така натаму. Така, никој не сака тоа да го слуша нели во тој момент, сепак треба време и некој процес. Ви имате исто така линии за помош, бесплатни линии за јавување, каде се може да се јават луѓето, граѓаните на било кој на кој што му е потребна оваа помош? Клиниката за психијатри има објавено бројче, Црвен крст имат објавено броеви, на официјалната страница на Комора на психолози имаме преку 100 достапни психолози каде што можат да се јават, телефони, значи отворени се тие телефонски линии. Секој психолог има поединечна линија, поединечен телефон каде што може да исконтактираат. Кај било кој колега да се јават, сите се обучени за прва психолошка помош која што ќе му биде укажана. Се работи дека не само за преживеаните за семејството, меѓутоа и било кој нешто чувствува дека има потреба за да разговара, за да сподели. Едноставно, тука сме за да, пак ќе напоменам да не забораваме дека има место навистина многу колеги кои што се на располагање и навистина сум горда ете што сум психолог и што не себично помагаме на луѓето. Сепак нашата професија е таква и навистина сме тука, да не се плашат да се јават, да не се што ќе кажат, како ќе кажат, како ќе бидат разбрани, верувајте ми ќе бидат разбрани од другата страна, значи како што треба. Имаме психолози на терен, значи веќе по училиштата знам дека има колешки психолози кои што работат, има тимови од овде од Македонија, од Скопје кои што се распределени по другите градови, има кои што се значи баш онака подготвени во секој момент да се даде помош и подршка. Така, како им се помага на децата, ете, без разлика на возраста, во различни нели периоди, веројатно различно им се објаснува во училиштата. Тие помалите дечиња, некаде до 7 години, некои слушнале, некои не, меѓутоа побрзо ја примаат и ја пуштаат информацијата, бидејќи се уште учат за последиците, се уште учат. Зборам за други сега во семејството кога нели се случува, тука има малце потежок процес на објаснување, каде што треба да се објасни убаво што се случило, како се случило, меѓутоа едноставно, кратко и јасно, без навлегување во многу детали. Од друга страна, овие поголемите тинеџерите кои што многу повеќе чувствуваат за разлика од помалите, тука веќе убаво е да имаат достапен не само психолог, роднина, родител за разговор, бидејќи навистина им е потребно да го искажат тоа, да испрашаат, ама зошто тоа е така, пошто ќе се јави овде и стравот. Јас некој, например, кој што работев со еден тинеџер, баш рече ми, не ми е страв сега да излегувам. Јас вака не излегував, сега па уште повеќе нема да излегувам. Значи, тука е добро да се вклучи стручна помош, за да поработиме на тој страв. Така... Да, како се искоренува тој страв? Колку време ќе треба? Ето индивидуално, за жал. Значи, тоа не можеме да кажеме, немаме шаблон кај што може да кажам за толку и толку време ќе биде искоренет. Може ќе се стабилизира тој страв, ќе го ставиме под контрола, меѓутоа никогаш не знаеме кога во животот и во кој одреден момент може пак да се појави назад. Да. Веројатно постои не само кај децата, туку и кај повозрастните, кај позрелите луѓе тој страв од некои несреќи, од некои неочекувани, ненајдени катастрофи. Постои и кај повеќето кај родителите, сега и они ќе бидат во уште поголем страв, каде ќе одиш, а што ќе одиш, уште поголема контрола ќе сакаат да имаат. А што ќе има таму, а зошто да одиш, а што ќе се случи. Значи, добро е
и тие да се посоветуваат, значи да едноставно има едноставна техника со дишење во тие моменти, че ќе застани, рационализација да вклучиме, колку е навистина тоа да се случи. Не можеме да знаеме никогаш во ниеден момент 100% да бидеме сигурни дали ќе се случи или не, и они биле сигурни дека нема да се случи, па сепак за жал. Да, се случи. Нели? Немаме контрола над тие работи. Меѓутоа, убаво е да разговараме за тој страв. Да пробаме да го ставиме под контрола. Некако. Да не дозволиме да не облее стравот и да се изгубиме во него, тотално да не поништи нас. Како пак да реагираме на сите оние информации и дезинформации по социјалните мрежи, како да се ограничиме, бидејќи секоја негативна емоција и информација се повеќе придонесува сите да тонеме со сето она што го читаме, а многу работи се и дезинформации. Така, за жал, сега, нели, понекогаш во медиумите објавуваме нешто што сакаме да биде видено, кликнато, да има повеќе објави така натаму. За таа цел ограничување на нив. И проверување кои навистина портали пишуваат веродостојни, кои се веродостојни искази, извори и така натаму. Бидејќи навистина понекогаш знаеме да избегаме од темата и навистина знаеме медиумите понекогаш знаат да створат, да создадат страв малку поголем. Затоа апелирам да се малку повнимава што се пишува, бидејќи тоа го читаат и семејствата, и дел од преживеаните, меѓутоа и да не предизвикуваме колективна страв и да направиме уште поголема работа. Така, особено што има некои негативни лоши коментари за оние кои што биле таму и за оние кои што се спасиле, па дали ги спасиле другите, па не мислам, премногу се оди во длабочини каде што навистина нема потреба сега во моментов да се оди во таа длабочина. Така е, особено што не се ни знаат сите детали и сите информации, туку само се нагаѓа и се критикува, односно се шири омраза кога треба да се шири емпатија. Точно така, шпекулациите во ниеден момент не помагаат. Затоа што не си бил присутен, не знаеш како било. Значи, не можеш ни да замислиш како имена тие луѓе, не можеш ни да замислиш што се случило. Во рето дома да пишем и понекогаш кога навистина нема како да кажеш или што да кажеш, убаво е мислењето да застанеш, да кажеш што правам, што ќе добијам со ова кога го пишем овој негативен коментар. Што можам да добијам јас со ова? Така. Која е мојата потреба за да го споделам тоа со некој што воопшто не ми го ни бара моето мислење? Да. Дури да го помислиле, нели, не морале да го напишат. Можеш да си го продискутираш со тој што до тебе, меѓутоа јавно да го кажуваш како зошто и како се случило, навистина мислам дека не е во ред и не е вкусно и за другите кои што го читаат, пак ќе кажам, тука се семејствата, тука се преживеаните, тука се пријатели, роднини, луѓе кои што навистина не е вкусно. Така е, можеби од некој гнев и без сите пишуваци и се што не е оправдување, па како да се пренасочи гневот или бесот, лутината што ја чувствуваме, што ја чувствуваат сите, а да не отиде кај некој погрешен, да не се истури сета нервоза и лутина на некој погрешен што не е виновен. Лутината е нормална појава во оваа ситуација, сосема нормално и она доаѓа најпрво. Можеме да приметиме од сите овие настани немили кои што ни се случи изминатиот период, дека лутината е таа која што не тера да превзимаме работи. Меѓутоа, од друга страна, убаво е, пак ќе кажам, да бидеме свесни дека ја чувствуваме, дозволувам да сум лута, меѓутоа на кого сум лута? И што можам да направам јас со нејза? Што ми помага таа во моментот? Можеби колективната лутина со граница ќе помогне да се сменат одредени работи, да бидеме слушнати, да бидеме видени, да бидеме разбрани од некоја страна која што посакуваме. Меѓутоа, доколку лутината излегува од контрола, како кршење, како пројавување на таков начин, значи на такво манифестирање, не помагаме на никого. Можеби во моментот ќе не биде нас полесно, меѓутоа од после, верувајте ми, ќе се јават други чувства и емоции кои што се поврзани со тоа. Така спомнавте, знаеме дека има и луѓе кои што не можат да ги искажат во моментот или испразнат сите емоции негативни поради шокот.
Како пак тие да се справат кои што се уште заглавени во некои фази каде што ете не можат ни да се исплачат, иако се свесни за се, како да продолжат во следна фаза, полесно да речеме. Разговор со психолог пак ќе кажем, или со психијатар доколку почувствуваат појаки симптоми. Бидејќи таа фаза на заглавеност, на негирање, на шок, кој што може да трае до 6 месеца и повеќе, зависност како функционираат, верувајте ми ќе почнат да исплачат. Најважно е да се тука и блиските да имаат трпение, ништо поминуваат они. Значи буквално тука е до нив разговор од страна на блиските, ворејте, значи тие такви сега во оваа работа не може да кажеш такви работи се случуваат пошто пак не е природно. Меѓутоа, тука сум за тебе, ворете, кога ќе бидеш спремна, ќе поминеме. Значи, едноставно, важно е некој да има постојано, сега не постојано да седи до нив, да ги чува, меѓутоа да знаа дека има, дека не се сами, дека може во било кој момент да се јави. Да, сега можам да споделам од лично искуство пример. Мене ми беше потребно 6 месеци да прифатам пример смртта на татко ми, каде што е 6 месеци, додека сите ги гледав како плачат, како изразуваат сочувство, ја да бидам као добро, окей, не е толку голема работа, што е, не е проблемот толку страшно, пошто не најдено почина и тој. Не е толку нешто, не знам, после 6 месеци да ми дојде да плачам. Значи, ми требало време и во тој момент блиските беа околу мене. Да. И тоа е најважно. И блиските, и консултација со психолог и така натаму. Значи, најважно е да оставиме, да те остават, да истагуваш, да те остават да ги процесираш. Зборуваат, значи, сега ке ми не беше сосема друго, меѓутоа зборуваат, во таа ситуација поминал низ одредени моменти со тебе и така натаму, ме враќа назад на убавите моменти и сум благодарна за тоа, меѓутоа ме враќа и напред. Гледај пред тебе што имаш друго. Значи, едноставно надежта која што ти ја даваат и мотивацијата, те тера, те бутка да поминеш низ тие фази. И најважна е надежта во ова. Сега да, колку може нели во колку што може да се даде. Ситуација, но треба да веруваме, да се надеваме нели на некоја подобра иднина, можеби е рано се уште нели да веруваме, но со текот на времето, како што кажавте, треба да си оставиме да помине некој период. Простор да го истагуваме сето тоа кој што сме поминале. Така е. Ви благодарам многу за ова гостување. Се надевам дека и за гледачите беа корисни советите и пораките и секако знаат дека може да ви се обратат и вам во овој период, иако сигурно и вам ви е тешко се тоа да се isprocesира, иако сте психолози и тоа ви е работа, верувам дека и вие поминувате низ истото. Да, секако и ние сме луѓе од крв и месо, така да. Да. Ви благодарам што ме поканивте денеска и секако може да се обратат кој да има потреба за тоа. Така, ќе се видиме ние повторно во некое следно издание, а ние продолжуваме со една пијано композиција на Андријана Арлен, така што останете на сител, а утре се дружите со колегата Тино во магазин. Од мене довидување.